би сакала најпрвен да ти се заблагодарам за денешното присуство. За почеток, дали би сакала да ги известиш гледачите која си ти всушност и некои основни информации за тебе? Добар ден, Габриела. Јас сум Александра Банева, наставник во Средното стручно училиште Димитрije Чуповски. По струка сум доктор по општа медицина и предавам медицински стручни предмети, како што се микробиологија, патологија, педиатрија, гинекологија и инфектологија. Така, ти благодарам. Денешната причина која што го извршуваме овој видеоразговор е за да разговараме за онлайн наставата во вашето училиште. За почеток, кажи ми дали е таа присутна во вашето училиште? Да, како и во секој училиште, во нашето училиште се одржува онлайн настава. За почеток, дали би можела да ми објасниш кои алатки, значи кои платформи и апликации ги користите за комуникација со учениците од овој училиште? Да, секако, најчесто онлайн наставата ја изведуваме преку Zoom или преку Classroom. Така, ти објасни веќе дека си професор во Димитрije Чуповски. Дали може да ни објасниш кои се работните обврски на еден професор во ова време на корона криза? Како лично се подготвуваш ти кога делуваш задолжени и задачи на ученици секако во зависност од наставните единици? Па вака, кога започна целата оваа ситуација, поборав од учениците да направиме мал состанок. Во заеднички договор заклучивме дека најдобро е часевите да ги одржуваме во денови во кои тие имаат регуларна настава. Па така и јас како например часот по патологија го имав во вторник и во среда. И исто така и во оваа онлайн настава продолжив да го одржувам часот по патологија во вторник и во среда. Околу на часевите се трудам колку што можам да им го доближам материјалот на децата преку слики, преку шеми кои претходно ги подготвувам дома. Правам презентации со клучни работи, ставам повеќе слики, шеми и им ги прикажувам исто така на Classroom. Евиденцијата ја водиме преку електронскиот дневник, истото го правевме и претходно, додека за повторување и проверка на знаење најчесто ги користиме Classroom и апликацијата Zoom, каде што доколку повторувањето е на Classroom, им поставувам тест на учениците кој што претходно е закажан, од кој ќе го поставам тестот, имаат од 20 до 30 минути истиот да го решат и повторно да го прикачат на Classroom заедно со одговорите. Искрено сум задоволна од одговорот на учениците и од нивната соработка. Знаеме дека живееме во време со модерна технологија, со интернет, така да не белким во класевите каде што јас предавам и држам онлайн настава, учениците добро се снајдоа во целата оваа ситуација. Треба да се привикнуваме на модерната технологија како што го правиме тоа сега јас и ти. Ти благодарам за деталната анализа за тоа како се воспоставува комуникација помеѓу професор и ученик во ова време на корона криза. Дали би можела нешто да ми кажеш за комуникацијата која што ја стварувате со вашите колеги и секако директорот на вашето училиште? Да, секако, директорката Маја Хеско навремено ни известува за сите соопштенија кои што пристигнуваат од МОН и комуникацијата ја одбиваме преку Viber група или доколку е потребно и преку Zoom. Така, ти благодарам и за крај, би сакала да се посветиме малце на уписите. Време е за уписи на основците. Што вие како професор во ова училиште им препорачувате на идните основци? Зошто ова баш училиште е вистинскиот избор за нивната иднина? Извинувам. Знаете, Габриела, јас сум ученик од ова училиште. Мојот избор беше профилот физиотерапевски техничар. Благодарение на професорите во ова училиште и на знаењето кои тие несебично го даваат, од нив успеав да се запишам на факултетот за медицински науки и денеска сум доктор по општа медицина. За мене средношколскиот период е еден од најубавиот период и секогаш буди убави спомени во мене. Никогаш нема да ги заборавам деновите поминати како ученик во ово училиште. Секогаш ме восхитуваше начинот на кој што наставниците несебично го даваат нивното знаење пред нас и на идните средношколци би им препорачала да одберат стручно и професионално училиште, да одберат место каде што се чувствуваат слободни, исполнети, место каде што се цени креативноста и иновативноста, а тоа е точно Димитрije Чуповски од Велес.
Ти благодарам, Александра, за прекрасните споделени несебични секако информации како професор во училиште, но и многу битно да напоменеме дека вие сте биле ученик во ова училиште и денес предавате на идните генерации. Ви благодарам за време, се надевам на скора соработка. Ви благодарам и вас, се надевам на соработка.